Ниту провизија, ниту корупција, ниту каква било финансиска малверзација нема во набавката на владиниот Мерцедес, зашто поранешниот премиер Никола Груевски треба да оди во затвор на 2 години. Каде се милионите и милиардите за кои бесрамно водеа пропаганда против мене? Со сите институции насочени кон мене, со цел државен апарат фокусира на мене, со одврзани раце да ми прават што сакаат. Нема ниту еден случај против мене за било каква проневера или корупција. Па се сведоа на план да ме затвораат бидејќи сум сакал покрај другите VIP странски гости и јас понекогаш да бидам превезуван во новото блиндирано возило во време кога старото е на поправка. Но не само овој случај и останатите 5 во која обвинет Груевски, СЈО не го гони кривично за злоупотреба на државни пари. Во предметот за патиштата сум обвинет, како што каже и самата обвинителка во судницата, дека сум влијал да се изгради автопатот Охрид-Кичево со цел да добијам политички поени пред следните парламентарни избори. Не баре е криминал ако политичар и премиер пред избори ги истакне завршените проекти и со нив побара нова подршка од граѓаните. Третото обвинение е затоа што е урната една класична дивоградба, при што инвеститорот се жалел и заробил на сите судски можни инстанции. А доказите дека навистина е дивоградба се уште стојат, а тоа се несрушените темели на објектот дивоградба. Четвртиот предмет е дека сум поттикнал насилство, при што под насилство подразбираат протести на граѓанска иницијатива, на кои обвинетите 8 лица кои наводно сториле насилство, според приложените докази на СЈО и сведоците, кои што се против нив, ниту некого повредиле, ниту нешто оштетиле, но ги теретат бидејќи советниците на СДСМ се вознемириле и добиле чувство на несигурност заради протестите. Петиот предмет е Титаник, каде како и во преходните 4 случаи немаат ниту сведок против мене, ниту мој подпис, ниту било каков доказ за било какво кривично дело. И за се што ме теретат, всушност ме теретат бидејќи во тој период сум бил водач на ВМРО ДПМН. Поранешниот премиер уште минатиот месец предупреди дека судиите не одлучуваат според правните основи, туку како што рече имаат политичка директива по која носат одлуки, се со една цел, затоа според нечии желби што побрзо да биде затворен. Груевски минатата недела доби упатен акт да се јави на извршување на затворската казна од 2 години. Роковите за упатување, кои обично се од 2 до неколку месеци, за екс-премиерот се скратени на 13 дена.